Сончевото и мощне топло време и доволните количини вода создаваат речиси идеални услови за успешна вегетација на оризовата култура, која се наоѓа во фаза на формирање на клас, односно бокорење. Земјоделците се задоволни од состојбата во полињата и очекуваат дека на есен ќе остварат солидни приноси како и квалитет кај белото злато. Па сепак, кога е во прашање оризопроизводството, не можеа да нема проблеми кои создаваат револт кај земјоделците. Недефинираниот домашен пазар во изминатиот период ги притисна оризџиите да ги продаваат арпата и белиот ориз по багателни цени. За сега, кога снема залихи, тие двојно да се зголемат. Конкретно, откупно-преработувачките капацитети им го купија оризот по 30 денари за килограм, па откако се испразни амбарите, цената порасна на 50 до 55 денари за килограм. Сега цена има, ама ориз нема. Оризот сега ти го однема, земаа го оризот џабе, се однема, слушам качиле цената. Што ќе кача цената? Па негде околу 55 динара била сега, али на нас ја земаа, па нема ориз, земаа го џабе оризот. По 28 динара го земаа. Бел ориз, а сега 55. Што сега ако нема од кај да го најдеме да го даеме за 55? Оризот да не е испод 55 никогаш. Арпата да не е испод 25 за земјоделието го тоа збореме, никогаш не треба да биде подоле. Оти види какви се трошковите сега. Трошковите сега превише големи и не може да излезе земјоделецот никогаш на крај. Таквата политика во и околу откупот поттикнува се повеќе земјоделци да ги продаваат првокласните ниви и да се откажуваат од одгледување на оваа култура, бидејќи работат или капа за глава или со загуба, што е демотивирачки.